Тони Апостоловски, градска патрола на град Битола. Лоциран сум во градскиот парк, во близина на стадионот на фудбалскиот клуб Пелистер Битола. Пред мене го видовте некој си објект, кој што искрено не знам што бара нова место. Одиме со слика. Еве го објектот. Нема, ова му е источната страна. Гледаме дека нема кров. Одиме од близина, гледате како е средено овдека. Мислам, не може овде ни куче да влези низ овие трња. Објектот не му смета на никој. Настрано е и да падни чудо големо. Еве го објектот во градот на Конзулите. Ке влезаме, Ај да влезам, пичка му матери. Предпоставам дека некогаш ова било соблекувални за користење на, без разлика дали на градскиот стадион или на килмурното игралиште, да не влегам натре, ризично е, верувајте. Ке излезам од надвор. Да видиме неговата јужна страна. Ова е ултрамодерниот стадион на град Битола. Со кого чкембарите се дичат, се гордеат. Меѓутоа ќе дојде ајде некој си тим од УЕФА и нормално ќе земи да прошета некаде низ околу стадионот, ќе има што да види. Ова е јужната страна. Да, таму има некои терени за тенис, ова зона, тоа е сето во ред во овој комплекс. Натаму е Киро Дандаро, да видиме каква е западната страна, во каква состојба е. Тука е во близина и градот. Еве го тука пред нас е кјумурното игралиште, така го викаат. Западната страна и таа цел објект мисламе напуштен, затворен, да видиме кровот каков му е. Ова е прекрасно, ова е да. Ова е во ред. Ете, имате две тениски игралишта, тоа што е во ред е, меѓутоа покрај вакво едно тениско игралиште, да не чекате на ваква руина. Тоа може само во Битола. Да ја видиме сега конечно и северната страна. И таа е. Ја гледате во каква состојба. Сега. Одиме со мене малку. Повторно. Обично, логичко прашање до советниците, до поинаквата председателка на Советот на град Битола и до градоначалникот Тони Коњановски. Овој објектот пред малку што го видовте, што ви значи од некое значение вие вас или аманет ви оставен од вашите претходници, од вашите дедовци да го чувате, затоа што е и културно-историски споменик. Искрено, што ви значи во срцето на паркот, урбанизиран паркот, дотеран се сите работи, ајде стадионот, трибината, се во ред, и на крај едно вакво ништожно објектче, ова е салам голем објект, да остави впечаток на недомакинлок, на рамилок, на простотилок, на шо не. Шо ви значи овој објект? Зошто не го турните, едноставно не го турните? Ој предпоставам дека општински објект. Немате средства да го турните, шо е проблемот, не знам. До кога ќе седи овој објект тука, исто така не знам. Само знам дека од естетска гледна точка, ако сакате од културна гледна точка, пак ќе се вратам, ќе дојдат некои странци, ќе играат фудбал со Пелистер во УЕФА, во Лига на шампиони или кај било она, и вистина да најдат на ваков руиниран објект. Не знам, мене ми е срам, ама вие сте ѓонови. Знаете што е ѓон? Нити срам, нити пердеве, си ја теркате работата како што ви одговара. И никому ништо. Имам уште доста објекти денес да ги посетам. Убав е, прекрасен е денот. Па, тоа што имав
кажав, ви посакувам на сите. Прекрасно попладне, прекрасен ден. Се гледаме од друга локација, од друга рушевина, со други мисли, со едноставно, со друга представа на градот како треба да изгледа од овој денес што го гледаме денешниот. Секој е добро.